Шилегов со 3 автобуси ќе го спасува градот од аерозагадувањето. Тој се пофали дека од предвидените 33 екоавтобуси во февруари ќе пристигнат најмалку 3 и ќе направат драстична промена во квалитетот на воздухот. Новите екоавтобуси вели ќе имале влијание врз намалувањето на аерозагадувањето во градот, бидејќи емитувале незначителна концентрација на PM честички. Еколошките автобуси на CNG, мановите кои што ќе дадат и останативе кои што очекуваме дека ќе започнеме да ги имплементираме наредната година во системот на јавниот транспорт, за 90% помалку изфрлаат честички од Евро 6 дизел моторите. Овдека станува за Евро 6 CNG мотори, што значи дека визаби овие Евро 4 кои што ги има во јутанговите, во даблдекерите, многу сериозно ќе се намали загадувањето на воздухот. Градоначалникот на метрополата, која веќе стана редовна во врвот на светските мерења по загадениот воздух, во интервју за Алфа призна дека за овој голем проблем допрва ќе се бара ефикасно решение. Ако не му даеме сериозен третман на загадувањето, тогаш не можеме да најдеме сериозно решение како држава, како општество, како град, како сакате земете го, затоа што не е само Скопје, да речам, во фокусот на загадените градови. Вие сега зборувате да најдеме решение. Не, вие кога пред дојдете на власт во Скопје на локално ниво, имавте решенија за аерозагадувањето. Има и полека ги имплементираме. За загаденоста и опасноста најмногу алармираат и лекарите. Според Светската здравствена организација, пак загадениот воздух и климатските промени се на врвот на листата на најголеми закани по човечкото здравје. Загадениот воздух доведува до загуба на 7 милиони човечки животи секоја година од болести како што се рак, мозочни и срцеви удари, како и други заболувања на крвоносниот систем и на белите дробови. Само во Македонија, отровниот воздух е причина за околу 3000 смртни случаи годишно.